Премиере, во прва официјална посета сте на Хрватска. Вчера и премиерот на Хрватска и председателот испратија пораки дека Македонија веќе долго чека на вратите пред Европската Унија и дека голема неправда е направена. Како ја оценувате посетата на Хрватска? Најпрвен голем поздрав до нашите гледачи, до Македонија, до македонските граѓани од овде од Загреб. Денеска е втор ден од мојата прва билатерална посета. Прва билатерална посета и веднаш овде во Загреб. Можам да кажам дека пречекот од страна на домакините беше исклучително на високо ниво. Повеќе од пријателски би рекол. И двете држави имаат исклучително добри пријателски, би рекол, братски односи. Во периодот кој што следи, истите и ќе ги надградуваме, уште повеќе. Мислам дека има простор да се надградуваат, посебно во делот на трговската размена, која што е сега некаде над 300 милиони долари годишно. Ценам дека може да биде најмалку 2 пати поголема. Тоа го кажав и на пресконференцијата, зошто македонските и хрватските компании заеднички да не настапуваат на трети пазари. И тоа е, мислам, добра можност. И на тој начин ќе имаме уште поголемо поврзување помеѓу двете држави. Исклучително ја ценам поддршката која што хрватската влада, но и председателот на Хрватска даваат на Македонија, на македонските граѓани. И силно ја поздравувам онаа порака која што двајцата државници, и Андреј Пленковиќ и председателот Милановиќ упатија, тоа е дека македонските граѓани направија премногу, како ниту едни граѓани во Европа, во името на реализирање на нашата втора стратешка цела, тоа е полноправно членство во рамките на Европската Унија. Дека на тој пат досега направивме премногу отстапки и дека сега е конечно време сето тоа да се забрза, сето тоа да се динамизира, за да можеме да не бидеме жртви на непринципиелни барања и препреки кои што изминативе, би рекол, скоро 2,5 децении од како беше потпишан оној договор за стабилизација и асоциација ни се случува. Кога еднашка исклучокот станува пракса, тогаш тоа е проблем и за самата Европска Унија. И јас очекувам да сите наши пријатели во рамките на Европската Унија конечно разговараат со сите оние кои што поставуваат непринципиелни препреки, да можеме да го отпочнеме конечно и апликативно процесот на преговори, и тогаш веќе зависи од нас и од нашите капацитети, колку сме ние подготвени за да одговориме позитивно на тие предизвици и да го забрзаме или забавиме тој преговарачки процес до полноправно членство во рамките на Европската Унија. Се на се, да сумирам, исклучително пријателска посета. Благодарност и до домакините, до мојот драг пријател, премиерот на Хрватска, господин Андреј Пленковиќ, на исклучително високото гостопримство од подпредседателот на Хрватскиот сабор, од хрватскиот председател, и навистина вчера и денеска овде во Загреб се чувствуваме како дом. Сепак, кога станува збор за евроинтеграциите, Бугарија вчера излеза со став дека со вашите изјави што ги дадовте на пресконференцијата за францускиот предлог за репрограмирањето, дека оддалечувате државата од евроинтеграциите. Ваш став? Прво сакам да потенцирам дека во периодот кој што следи, како влада и како држава ќе се соочиме со 2 крупни предизвика. Првиот е обид на структури внатре во државата да создадат нестабилност, немир. Тоа е една коалиција на луѓе кои што се манипулирани, но и на луѓе кои што точно знаат што прават со криминално стекнати пари. И за да го заштитат сето тоа, свесни за одговорноста која што следи, тие ќе се обидат на секаков начин да внесат немир, да ја дестабилизираат, би рекол, состојбата во Македонија, затоа што се свесни дека оваа влада има амбиција и тргна, би рекол, многу жестоко во исправање на грешките кои што тие ги направија во минатото. Но исто така, влегуваме и во жестока борба против криминалците и корумпираните политичари и поединци. И тука ќе нема исклучоци. И тие се ќе сторат
криминално стекнатиот капитал да го заштити. На тој начин што ќе внесат немир и ќе се обидат да дестабилизираат состојбата во државата. Тоа е едниот предизвик. Вториот предизвик е од страна на нашиот источен сосед, тие ќе се обидат да не внесат во предизборната реторика. Знаете, после многу перипети, таму се закажани изборите на седмите поред избори на последните 3 години на 29 октомври, чинам дека бе. И тамошните политичари ќе сторат се за да не внесат во нивната предизборна реторика. И на тој начин да предизвикаат реакција од наша страна со која што ќе се обидат да не портретираат кај нашите пријатели по меѓународната земјица дека ние сме тие палавите, дека ние сме тие лошите, дека тие се добрите и дека на тој начин практично ние создаваме кавга, немир и така натаму и така натаму. Јас апелирам до македонските граѓани, до политичарите, до оние кои што им мислат добро на татковината и на граѓаните, да не насенуваме нови провокации. Тоа ќе се случи. Ние си имаме наша стратешка цел. Знаеме по кој пат треба да чекориме. Знаеме што треба да направиме. Знаеме што очекуваат граѓаните од нас. И треба да го испорачаме тоа што тие го очекуваат од нас и за тоа ќе треба да работиме секој ден жестоко, напорно и посветено. И најбитно често. Овој фолклор, ова е страда која што ќе се обидуваат овие центри на моќ внатре во земјата, но и овие надвор, кои што ќе се обидат да не внесат во оваа предизборна реторика, треба да ги гледаме дозгора. Тие не го заслужуваат нашето внимание. Граѓаните сакаат подобро да живеат, а за да живеат подобро треба да спроведеме структурни реформи и она кое што е многу важно, да работиме на владењето на правото, односно борба, жестока борба со криминалците во политиката, но и поединците криминалци кои што за жал изминативе години ги има многу. Така што од овде од Загреб мојата порака е ве молам да се стремиме кон тоа што е наш интерес, да не влегуваме во замката на интересите на поедини криминални структури внатре во земјата и да не влегуваме во замката да бидеме вовлечени во предизборната кампања и реторика кај нашиот источен сосед. Вчера на пресконференцијата рековте дека се што е од наша страна ќе биде сторено во поглед на реформите на внатрешен план, меѓутоа дека Европската унија сепак треба да ни ја подотвори малку вратата. Има ли расположение во Европската унија за таква нешто? Јас и вчера кажав и денес ќе повторам, доколку има расположение, има и начин. If there is a will, there is a way. Тоа е позната изрека која што ја кажале многу поискусни политичари од мене. И доколку навистина сакаат, како што тоа го кажуваат, да не видат внатре, тогаш има начин. Ви благодарам, премиере. И благодарам на можноста.